Се покажа дека Бугарија и натаму од петни жили ќе се бори да го блокира патот на Македонија кон Европската унија и дека не се само уставните измени тие што ја кочат Македонија. Обидите на источниот сосед за оспорување на македонскиот национален идентитет ќе продолжат и во иднина. Затоа Македонија мора да се држи до црвените линии. Извештајот од кој беше избришан македонскиот идентитет и јазик покажува дека европската демократија се разнишува и потребно е итно земјите членки да се вратат на шините на европските вредности. Според експертите, Унијата мора да го зачува кредибилитетот, а декларативната поддршка да се покаже и на дело. Станува да заклучиме дека она што изминатите години ни се представуваше како некаква ситуација, дека измената на уставот и внесувањето на бугарската заедница во Македонија во македонскиот устав е единственото барање, во суштина не е така, односно дека бугарската држава преку своите пратеници во Европскиот парламент изложи своји барања кои што одат нешто подалеку, односно одат во насока на негирање на традициите на постоењето на македонскиот идентитет и јазик. Но сепак и покрај тоа што извештајот беше изгласан без формулациите македонски идентитет и македонски јазик, борбата и проактивната дипломатија на власта мора да продолжи, да се негуваат односите со земјите членки кои ни се пријатели, а со Бугарија да се обидат да воспостават подобри релации за да се најде соодветно решение, вели Наумовски. Покрај конечен резултат, македонската дипломатија навистина вложи напори и се бореше за одбрана на нашите интереси. Постанува да ги продолжиме нашите комуникации со пријателите од Европската унија и истовремено да се обидеме да создадеме една добра атмосфера со соседна Бугарија и да ги представиме нашите аргументи дека влезот на Македонија во Европската унија во суштина е и во корист на самата Европска унија и државите членки, вклучително и Бугарија. Бугарија успеа во својата мисија во срцето на Европа да го минира извештајот со македонски јазик и македонски идентитет во него, а најголем дел од европратениците го дозволија тоа. Известувачот Томас Вајц по гласањето порача дека некои бугарски европратеници го киднапирале извештајот за домашни политички цели. Негирањето на националноста, јазикот и културниот идентитет на еден народ представува директно кршење на основните европски вредности врз кои почива Европската унија, почитување на различностите, човековите права и достоинството на секоја нација.